глава на Ефесјаните и фокусот ќе ни биде 18 стих. Ево уште еднаш ќе го прочитам стихот, може тамо да свртиме во Библијата. 18 стих, прва глава од Ефесјаните. Павле вика и да ги просветли очите на вашите срца, за самите да утврдите и увидите каква е надежта од неговиот повик, какво е богатството на славата на неговото наследство во светиите. Овде во 18 стих Павле продолжува да се моли. И ова е специфичниот дел на молитвата, тоест од 18 стих Павле ќе почне со специфичниот дел на молитвата. Претходниот пат во 17 стих зборевме за генералниот дел на молитвата. Денес ќе го видиме овој стих и ќе видиме за кои специфични работи се моли апостол Павле за овие верници. Стихот почнува со делот, со фразата да ги просветли очите на вашите срца. Сега просветли е подобар превод од последниот превод од 2023 на овој пасивен партицип од избистри, кој е во преводот на Константинов. И идејата е светлина да им даде Светиот Дух на овие верници, како што бараше Павле во претходниот стих, Светиот Дух да им даде на верниците мудрост и откровение преку неговото слово. Светиот Дух, знаеме, е тој кој ја носи светлината. Знаеме исто така дека Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Тоа го кажува 1 Јован, 1 глава, 5 стих. Во Псалм 76:4 Бог се опишува исто така како блескав во светлина. И познатиот стих во Јован 8:12 Господ Исус вика: јас сум светлината на светот. Кој ме следи нема да оди во темнина. Значи овде идејата е Бог е тој што просветлува. Бог е тој како светлина што носи светлина на верниците. Сега прашањето е што е просветлено. Тоа што е просветлено е, гледаме се очите. И овие не се физички очи, овие се духовни или нематеријални очи. Овие се очите на душата, на срцето, на трешниот човек. Очите, физичките очи, знаеме дека се органи, се алатки, се инструменти преку кои ние го гледаме светот. Гледаме каква е реалноста околу нас, каква е ситуацијата. Ако не гледаме, може да си замислуваме одредени работи, може да имаме бурна имагинација, но моментот кој ќе ги отвориме очите, ќе видиме каква е реалноста, ќе видиме каква е ситуацијата околу нас. Пасторот Мартин Лојд Джонс вика, отворен цитат: нема смисла да земеш слеп човек и да го ставиш пред најубавата гледка во целиот свет. Тој едноставно не може да ја види. Затворен цитат. Срца овде не е физичкиот орган или пумпата на крв, туку е нематеријалната или духовна природа во човекот. Човекот има и физичка и нефизичка природа. Има и материјална и нематеријална природа. И духот или душата е таа што го анимира телото. Суштината, моторот, може да кажеме центарот на еден човек е неговата душа, е неговата внатрешност. И Бог не може да се види со физичките очи, бидејќи тој во неговата суштина е невидлив, тој е дух. И впрочем не може никој да го види и да живее. Бог живее во непродорна и недостапна светлина. И само неговата светлина може да се комуницира или да се открие преку духот
и да се види преку очите на душата. И Духот е тој, како што кажав, кој ги осветлува или ги просветлува очите, за да човекот може да ја види убавината, славата, раскошот на Бог, да види вредност во Него. Човечките срца по природа се тврди, се окоравени, се темни, се одвоени од познавањето на Бог. Човекот не го познава Бог, е слеп, е помрачен, е во тотална темнина. Тоа го гледаме, например, опишано во Ефесијаните 4, 17 и 18 стих. И човекот не го познава Бог, бидејќи е слеп, бидејќи овие очи кои го гледаат или може да го видат Бог, на срцето ги нема. Неговото срце е тврдо, е закоравено, е камено. И Бог е тој што треба да дојде и да го оживе, да му вбризне живот на човекот, да му даде светлина, за да тој го познае Него и ја познае Неговата слава. Тоа го гледаме во 2 Коринтијаните, 4 глава, 6 стих. Павле вика: Бог кој рече светлина да засветли од темнината, тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Христос. Значи, Бог е тој кој носи светлина, кој осветлува, и преку оваа светлина ние го познаваме Бог. Познаваме Неговата слава во Христос. Џон Пайпер вика, отворен цитат: светлината на Бог ни овозможува да го видиме Бог, да го познаеме, да се воскитуваме на Него, да вкусиме Неговата слава и вредност. Затворен цитат. Сега во филозофијата има дебати, дискусии, диалози на темата дали вреди да постои човекот. Тоест, дали е подобро човекот да постои или да не постои. Земајќи го во предвид целото зло што се случило во светот, од почетокот на постоењето на човекот па се до денес, прашањето е дали е подобро човекот да постои или да не постои. Да постои, да ги вкусува сите овие лоши работи или не. Дали со сите маки, сите болести, сите проблеми, сите мизерии, сите војни, предавства, насилства, сето зло што се случило од почетокот на Адам и Ева, па се до денес, за времето на неговото постоење и одење по земјата, дали е подобро, дали вреди човекот да постои или да не постои? Дали е подобро тој да постои или да не постои? Дали вреди да се живее во овој темен, мрачен, грешен, злобен, паднат свет? Или е подобро воопшто да не се постои? Воопшто да не се дојде на оваа земја, човек да не се роди, да не го види сонцето? Дали некој човек кој е роден сакат, слеп или со некој друг хендикеп и вкусува болка секој ден, се мачи секој ден му е тежина, кошмар, секој ден има мака, дали е подобро за овој човек да постои со сите негови маки, сите негови проблеми или не? Патем тоа му се случува и на Јов. Од прекрасен живот, Јов наеднаш станува мизерен, со неверојатни, неописливи болки во неговото тело и емоционални и духовни маки. И тој посакува да умре. И вика во Јов 3, 24 и 26,
Вика, воздивнувањето ми стана секојдневна храна. Моите овкања се излеваат како вода. Немам мир, немам тишина, немам одмор, туку само превирање. Дали е подобро за ваков човек воопшто да не постои, воопшто да не се роди, воопшто да не ја види сонцето, да не оди по оваа земја, или не? Може би и тебе ти е тешко сега во твојот живот. Очајуваш. Си во маки, си во мизерии, си во болести, си во страдања и викаш, како се родив? Како дојдов на оваа земја? Што правам тука? Колку подобро ќе ми беше да не се родев, да не живеам, да не постојам. И сега Светиот Дух, кога ќе дојде и ќе ги осветли очите на срцето на еден човек, ќе вреди. Ќе вреди да се постои, ќе вреди да се живее. Кога човекот ќе го познае Бог и неговата слава и ќе го види и ќе ја види неговата убавина и раскош, ќе вреди. Ќе вреди да се живее, ќе вреди да се постои, ќе вреди да се искусуваат маки. Подобро е да се постои со сите маки, сите болести, сите страдања, сите тежини и преку нив да се види Бог и неговата слава, него спротивното. Да не се постои, да не се живее и да не се види Бог. И да не се види неговата слава. Кога очите на нашите срца ќе бидат осветлени, ќе вреди било која болка, било која мака, било која тежина, било која болест, ќе вреди да се помине низ тоа, да се постои, зашто преку тоа ќе се види Креаторот, ќе се види Бог. Еден поглед на Бог, едно познавање на Него, едно општење со Него ги надминува сите маки, сите болести, сите страдања, сите војни, сите мизерии, се што може да се замисли како зло и страотно. Затоа вреди да се постои, вреди да се живее и не смееме маките, страдањата, болестите, тежините да не спречат, да не натерат да очајуваме, да не натерат да се предадеме и да кажеме не ми се живее повеќе. Не вреди. Еден поглед на Бог и неговата убавина и раскош и драгоценост и големина и величие од една минута е поголемо, повредно, помасивно, пославно од страдања цел живот, и маки цел живот, и болести цел живот, и агонија цел живот. Бог е толку масивен и голем и славен, што една минута со Него вреди цел живот да се живее во мака. И затоа Павле се моли, очите на вашите срца да бидат осветлени, да го видите Бог и неговата убавина. Затоа да го бараме Бог, да го видиме, да видиме неговата слава, неговата убавина, да го познаеме Него, зашто ќе вреди. Ќе вреди. Понатаму стихот вели со отворени очи, просветлени очи од Светиот Дух, да утврдите, или подобар превод би бил за да знаете каква е надежта од или на неговиот повик. И сега Павле ќе влезе во специфичниот дел, конкретно да се моли,
за овие верници. Нели кажав, генерално се молеше за да тие го познаат Бог преку мудрост и откровение на неговиот збор. А сега, конкретно ќе се моли за три работи, тие да познаат или да видат. Ќе се моли за да ја познаат надежта на неговиот повик, тоа е едната работа. Богатството на наследството, што ќе биде дадено, тоа е втората. И величината на неговата слава, тоа е третата. Че овие ги имаме во 18 и 19 стих. Павле вика да ги просветли очите на вашите срца, за да знаете каква е надежта на неговиот повик, какво е богатството на славата на неговото наследство во светиите и колку е неизмерна величината на неговата сила кон нас. Сега овие три благослови или три вистини се набројани и гледаме постепено зголемување на описи со модификатори на интенсификација. Например, првен гледаме надеж и овде немаме некој дополнителен опис, само кажува каква е надежта на неговиот повик. После имаме наследство, тоа е втората вистина, и тоа наследство е опишано како богато, полно со слава, масивно. Тоа е наследство на Бог, негово е, и тој нас ни го дава. И после имаме сила која е опишана како неизмерна, величествена, гигантска, бесконечна. И овој третиот благослов, Божјата сила, ќе биде елаборирана во останатите стихови од главата. И гледаме еден вид на крешендо, ако може да користиме музичка аналогија, имаме кулминација на Божјата моќ. Павле ќе се задржи најмногу на Божјата моќ. Имаме поглед кон минатото, кон иднината и кон сегашноста. Повикот кој ни дава надеж е поглед кон минатото, Бог не повикал и имаме надеж преку тоа. Богатото наследство е поглед кон иднината, што Бог ќе направи, што Бог ќе ни даде. И Божјата сила или неизмерната величина, како е опишана на неговата сила која действува кон нас, е поглед кон сегашноста. Значи имаме три вистини, три благослови, надеж, наследство и сила. И овој преплет на овие три благослова или три вистини, за кои Павле се моли, го имаме исто така и во апостолот Петар, во 1 Петрово, 1 глава, од 3 до 5 стих, каде Петар се моли и го фали Бог и вика: нека е благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не наново роди за жива надеж преку воскресението на Исус од мртвите, за непропадливо, неоскрвеното и неовенливо наследство, запазено на небесата за вас, кои сте сочувани со Божјата сила преку вера за спасение, подготвено да се открие во последното време. Значи, гледаме овде дека Петар исто така го фали Бог за надежта која имаме, наследството што ќе ни биде дадено и Божјата сила која ќе го возможи сето ова. Фразата вика за да знаете каква е надежта на неговиот повик. Да почнеме со првиот благослов или првиот елемент за кој Павле се моли. Надежта на неговиот повик. Да знаете каква е надежта на неговиот повик. Коментаторот Ернест Бест вика дека надежта е доминантна тема во писмата на Павле. Тој често зборува за надеж. Например, овде во книгата на Ефесјаните, во Ефесјаните 2:12, Павле ќе ги опише овие верници пред да станат верници како индивидуи без надеж. Например, во 12 стих вика: во она време бевте без Христа, отуѓени од израелското општество и туги на заветите на ветувањето, без надеж и без Бог во светот. Значи, се опишани како индивидуи без надеж, без вистинска надеж, без Бог
изгубени. Надеж кажавме дека е по дефиниција уверено очекување или исчекување на нешто што ќе дојде, на нешто добро. Имаме надеж дека тоа ќе дојде, дека тоа ќе ни се даде во иднина. Повикот е исто така повик за спасение. Значи имаме два елементи овде. Надеж и повик. Повикот е повикот за спасение и доаѓа од Светиот Дух и ова е познат или е наречен како ефективниот повик. Кога Бог те повикува, ти ефективно доаѓаш кон Него. Значи има општ и генерален повик на Евангелието кој оди до секого. Значи ние кога евангелизираме и другите кои евангелизираат на сите. Не се прави дискриминација. На сите се даваат трактати, на сите се проповеда, Евангелието јавно се дава на сите, но Светиот Дух го зима овој општ, генерален повик и го прави да е специфичен, да е ефективен во човечката душа, да има ефект, да има дејство. Ова Евангелие кое се проповеда да има мок во душата на човекот, да го зграпчи, да го фати, да му влијае. И овој ефективен повик секогаш терминира или завршува или кулминира во спасение. Значи Светиот Дух не оди до пола, туку оди секогаш до крај. Секогаш кога повикува некој, го повикува до крај, го спасува. Бог не повикува или ја повикува индивидуата за спасение. Не само спасение од пекол, туку многу повеќе. Например, во 1 Коринтијаните 1:9 Павле вика: верен е Бог, преку кого сте повикани во заедништво со неговиот син, Исус. Значи, сме повикани во заедништво, да бидеме во заедништво со Христос. После во 1 Петрово 2:9 Петар вика: вие сте избран род, царско свештеништво, свет народ, народ придобиен, за да ги прогласувате славните дела на оној кој ве повика од темнина во својата чудесна светлина. Значи овде гледаме дека сме повикани од темнина кон светлина. И во 1 Солуњани 2:12 Павле вика: живејте достојно за Бог кој ве повикува во своето царство и слава. Значи сме повикани да дојдеме во царството на Христос. Од царството на ѓаволот во царството на Христос и сме повикани да дојдеме во слава, во неговата слава. Значи сме повикани од грев, од смрт, од пекол, да дојдеме кон слава и во слава. Да влеземе во Божјата слава, да ја запознаеме, да ја видиме, да ја вкусиме. Сме повикани за слава и повикот суштински може да се редуцира или да се сведе на слава. Сме повикани да ја познаеме Божјата слава, да го познаеме Бог. Ова врска меѓу славата и надежта може да се види во Тит 2:13. Надежта на повикот е слава. Исто така во Ефесјаните 4, први стих и 3 и 4 стих, сме повикани да живееме достојно и свето, како верници, и сме повикани да живееме во единство и во мир. Сега прашањето е како повикот на Бог ни дава нас надеж. Која е врската овде? Како повикот на Бог ни дава нас надеж? Имаме надеж како верници, бидејќи сме сигурни во нашето спасение. Повикот на Бог за спасение ни дава сигурност и увереност. И затоа имаме надеж, зашто чекаме да дојде сигурно и уверено слава, спасение, вечен живот. И христијаните може и треба да се сигурни, да се стабилни, да се цврсти во нивната
увереност дека се спасени. Треба да се сигурни и стабилни дека Бог ги спасил, дека Бог им опростил заради крвта на Христос, дека Бог еден ден ќе ги воскресне како што Христос е воскреснат, дека се оправдани преку правдата на Христос и дека чекаат слава, чекаат грандиозна иднина. Повикот на Бог за спасение треба и може да ни даде сигурност и увереност дека сме спасени. И оваа сигурност и увереност, например, ја нема во православната и католичката црква. Таму нема сигурност за спасение. Бидејќи во овие цркви спасението се гледа како процес, не како еднократен акт што Бог го прави за индивидуата. Например, Ева Типс во книгата Отворен водич во источната православна теологија, воведни верување и практики го пишува следното, отворен цитат. Во источното православно разбирање спасението не е момент, за православните спасението се подразбира како процес кој продолжува во текот на животот, па дури и во следниот живот. Процесот е динамичен, континуиран, ја поддржува синергијата на божествената и човечката соработка. Понатака имаме Џон Ентони Мегакин, познат православен теолог. Во неговата книга Православна црква вовед во нејзината историја, доктрина и духовна култура, вика сите тајни или мистерии или обреди што црквата ги промовира, го пренесуваат истиот карактер на посветување, така што верниците можат да ја преземат целосната големина на својата судбина како духовни суштества кои го делат Христовиот живот во светот, сепак секој од нив на различен начин го конфигурира тој процес на обожување или на спасение. Затворен цитат. Джеймс Пейтон во книгата Победата на крстот, спасението во источното православие, за овие тајни или мистерии, вика, отворен цитат, тајните се божествени дарови кои работат во верниците за да ги обожат или да ги спасат. Затворен цитат. Овие тајни или мистерии се ритуали или обреди во православната црква, како например крштевање, како например причест, како например исповед. И преку правење на овие обреди или ритуали, човекот учествува во процесот на неговото спасение. Тој преку овие обреди, преку овие ритуали, преку овие тајни или мистерии посегнува по спасение. Е у процес. Истото учење го промовира и Македонска православна црква во краток извештај издаден од Повардарска епархија од мај 2024 од богослужбата по повод Велики четврток вечерта го се пишува следното, отворен цитат. Главно за овој значаен ден од страдалната седмица е дека Господ тогаш ги воспостави две суштествени тајни за нашето спасение – Светата Евхаристија или тајната вечера и Исусовата молитва. Затворен цитат. Во беседа од господин Јосиф, митрополит Тетовски гостиварски од МПЦ, издадена септември 2022 година, го пишува следното. Отворен цитат. На тој спасоносен пат или патот на спасението, полн со предизвици и искушенија, вистинска помош во борбата за достигнување на нашата зацртана цел ни е Божјата благодат, која е сила Божја и посебен Божји дар, но и љубов и милост Божја која секој човек ја добива од Бог преку светите тајни како посебен вид на помош, која ни се дава заради наше осветување, морално осовршување и спасение. И сега слушајте го, но од нас самите,
од нашиот живот и дела, односно од нашата слободна волја зависи дали ќе успееме да ја задржиме благодата во себе си и дали ќе се раководиме според неа. Хармоничната соработка меѓу благодата Божја и слободната волја на човекот е неопходен услов за извршување на подвигот на спасението од почетокот па се до крајот. Затворен цитат. Значи овде во МПЦ го гледаме истото. Се гледа на спасението како процес во кој човекот учествува преку неговите дела, преку ритуалите, преку обредите, преку мистериите, преку тајните. И спасението зависи од нас, зависи од човекот, зависи од неговите дела, зависи од неговата слободна волја, зависи од обредите у црква што ќе ги прави. И ако спасението зависи од човекот, од неговите дела, од обредите што ги прави, од неговата слободна волја, тогаш тој не може да има вечна сигурност и увереност за спасението. Не може да има, зашто е во постојан процес, во постојан порив, постојано се досегнува до нешто да го фати и никако да го фати. Се му бега. Не може да биде сигурен и да има увереност дека е спасен. Например, Лоренс Фарли, свештеник од Православна црква во Америка, во статија издадена по име Вечна безбедност, го вика следното. Отворен цитат: на растреперената душа не треба да ѝ се даде лажниот лек на вечната сигурност, туку вистинскиот лек на Евхаристијата или причеста. Спасението не е само едно искуство, туку е тековно патување. Покајувачкиот прием на Евхаристијата не уверува дека ќе се спасиме ако продолжиме по верниот евхаристички пат. Затворен цитат. Прашањето е кој е верниот евхаристички пат. Тоа е патот на делата, патот на обредите, патот на ритуалите, патот на мистериите, патот на зимање причест. Но на тој пат не се знае колку дела се доволни, колку ритуали се доволни, колку мистерии се доволни, која количина на солзи и покајување, која количина на свеки, која количина на икони, која количина на причести треба човек да ја направи, за да сита таа количина на тој човек му даде мир на совест, му даде тргање од неговата вина. Кој е бројот на причести што треба еден човек да го направи за да се спаси? Не се знае. Која е количината на тајни ритуали што еден човек треба да направи у црквата за да се спаси? Не се знае. Човекот е фрлен во овој вртлок, процес, вортекс на дела и ритуали и остаен. И у тој вртлок, у тој вортекс, со оглед на неговата вина и тежина што ја чувствува поради гревот, тој никогаш нема да дојде до сигурност и до уверение за неговото спасение. Впрочем, нема сигурност за спасение во православната и во католичката црква. Човекот не може да знае дали е спасен и дали ќе се спаси. Нема стабилна и вистинска надеж таму. Во што ќе се ја стави човекот таму надежта? Ќе се ја стави надежта во празни ритуали, во своите грешни дела, во празни обреди кои многу често и не ги разбира зошто ги прави. Што ќе се ја стави надежта? Нема никакво дело што да понуди на Бог. Сите дела се грешни, се измачкани со грев. Во што ќе се стави човекот надежта? Надежта во дела, во ритуали, во обреди, во религиозни гимнастики на крај страотно и трагично ќе разочараат. Зар Господ Исус Христос умре и ја пролеа својата драгоцена крв на крстот, за да човекот нема сигурност дека е спасен, нема стабилност,
нема доверба, зар тој ја пролеа својата крв на празно, за тој умре на празно, ја даде својата душа, за да нашата душа трепери, дали сме спасени, колку дела треба да направам, дали и уште ова треба да го направам. Не, тој умре и го заврши делото на спасение и кажа, завршено е на крстот. Што му каже Господ Исус на криминалецот кога беше на крстот со него? Тој поверува, се покаја и тој му кажа, денес ќе бидеш со мене во рајот. Денес. Од овој стих и генерално од Библијата може и треба вистинските верници да имаат стабилна, цврста сигурност дека се спасени. Дека се сигурни во Божјата рака. Тие може да имаат стабилна и цврста надеж. Сигурност дека ќе дојде слава. И сигурноста на нашата надеж доаѓа од повикот. Или тоа кажува, надежта на неговиот повик. И овој повик доаѓа од одредена индивидуа. Прва работа е доаѓа од индивидуа, од Бог кој е непроменлив. Тој што не повикува за спасение, таа личност е непроменлива. И нашата сигурна надеж се темели на Бог кој е непроменлив. Кој е вечната, стабилна константа. Во Малахии 3, 6 и 7 Бог вика, зашто јас не се менувам, вие, синови на Јаков, не сте уништени. Уште од деновите на вашите татковци остапувате од наредбите мои и не ги пазите. Бог вика, иако сте грешни, иако сте недостојни, иако сте паднати, зашто јас не се менувам, нема да ви уништам. Бог вика, иако твоето покаяние е слабо, и твојата вера е мала, и твојата посветеност кон мене е мизерна, но поради тоа што јас не се менувам, имај надеж. Имај надеж, зашто јас сум константен. Јас не се менувам. Ја останувам ист. Затоа ти можеш да имаш надеж. Можеш да имаш сигурност. Можеш да имаш стабилност. Секако твоето покаяние да не остане слабо. Твојата вера да не остане мала. Твојата посветеност кон Бог да не остане мизерна. Но твојата надеж не ја ставај на дела, на празни црковни ритуали, туку стави ја во мене. Стави ја во Бог, стави ја во вечната константа, која никогаш не се менува. Таму стави ја твојата надеж, не на друго место. Во 1 Самуил 15:29 пишува славата на Израел, Бог се нарекува славата на Израел, не лаже и не се предомислува, бидејќи тој не е човек за да се предомисли. И познатиот стих Евреите 13:8, Господ Исус Христос е ист вчера, денес и за секогаш. Мојата надеж нема да ја ставам во моите празни дела, во моите ритуали, во мојата посветеност, ќе ставам во живиот Бог, ќе ставам во Христос, во тој кој умре и воскресна. Таму ќе ставам мојата надеж. И ќе имам сигурност, ќе имам стабилност, ќе имам увереност, бидејќи тој е непроменлив, тој ме сака и тој ќе ме однесе во рајот. И неговата љубов никогаш нема да се промени. Ќе остане иста за секогаш. Понатаму имаме надеж, сигурна надеж, бидејќи Божиот збор е непроменлив. Повикот на Бог е повикот на битие
која не се променува, која е за секогаш константа, и неговиот збор е исто така непроменлив. Тоа што Бог кажал, тоа што Бог ветил, ќе го исполни. Нема никогаш да не го исполни. Нема никогаш да го промени. Тоа што го кажал, тоа ќе го исполни. Бог во заветите се заветува и зима заклетва во својата светост. Зима заклетва у Него, дека тоа што го ветил ќе го исполни. Во пророкот Исаја 40 глава 8 стих вика: тревата вене, цвеќињата паѓаат, но словото на нашиот Бог останува вечно. Во најголемиот псалм 119:89 вика: Твојот збор, Господи, е вечен, цврсто фиксиран на небесата. Лука 27:33 Господ Исус вика: земјата и небото ќе поминат, но моите зборови никогаш нема да поминат. Исус вика: моите зборови се посигурни, поцврсти од земјата на која стоиш, од целиот универзум. Пред целиот универзум ќе падне, ќе се уништи, него мојот збор да се уништи и да помине. Јован 10:35 Господ Исус вика: писмото, Божиот збор, не може да се урне или да се укине. Едноставно не може. Никој и ништо не може да го укине и да го поништи и да го урне Божиот збор. Тоа е неунишливо. Бог е непроменлив и неговиот збор е непроменлив. Бог ќе остане верен на своите ветувања и од таму ние може да црпиме нашата надеж, нашата сигурност, нашата стабилност, нашата цврстина како христијани. Понатаму Бог ќе остане верен на своето дело. Тоа што Бог го почнал ќе го заврши. Бог почнал нешто во твојот живот, тоа што го почнал е спасението. Бог те спасил и ќе оди до крај. Ќе терминира до крај. Ќе отиде до финалето. Ќе те однесе до рајот. Нема да те остави на пола пат. Ќе те однесе до рајот. Бог те оправдал, те спасил, те прави посличен на Христос сега. Сите работи што се случуваат во твојот живот, работат за тоа ти да станеш посличен на Христос. И еден ден ќе те воскресне и ќе те однесе у слава. Ќе те однесе во рајот. Бог вика во Исаја 46:10, мојата одлука ќе се исполни, ќе извршам се што ми е по волја. Во Филипјаните 1:6 Павле вика: уверен сум дека оној кој го започна доброто дело во вас ќе го доврши во денот на Исус Христос. Истото го гледаме во 1 Коринтијаните 1, 8 и 9 и Јуда 1, 24 и 25. Тоа што Бог го почнал, ќе го заврши. И четвртата вистина што може да видиме е дека Бог ќе остане верен на својот план. Бог ќе остане верен на својот план. Кога Бог ќе не повика за спасение, тој не повикува и стануваме дел или гледаме дека сме дел од златниот ланец на спасение или благословената секвенца која се протега од мината вечност па се до идна вечност. Тоа го гледаме познатниот стих од Римјаните 8:30. Павле вика: оние кои ги предопредели, тие ги повика, тие кои ги повика ги оправда и истите кои ги оправда ќе ги прослави или ги прослави минато време. Истите индивидуи кои се повикани ќе бидат прославени. Штом Бог те повика и ти каже дојди, покај се, поверувај, и ти се покајаш и поверуваш, ти си сега веќе Негов. Штом Бог ти каже стани,
од мртвите и живеј, и ти почнеш да живееш за Него, веќе си Негов. Покажуваш дека си Негов и дека си бил предопределен во минатата вечност и сега те повикува Бог и сега ти си за секогаш Негов. И Бог нема никогаш да те остави, нема никогаш да те напушти, ти ќе бидеш за секогаш Негов. Родители може да те напуштат, сопруг или сопруга може да те напушти, твоите блиски може да си одат, но Бог, живиот Бог, секогаш ќе остане верен за тебе. Никогаш нема да те остави, никогаш нема да те напушти. Тој ќе го исполни својот славен план за твојот живот. Затоа не губи надеж. Не губи надеж. Сме повикани да ја познаеме Неговата слава. Како што кажав, повикот на Бог е повик за слава. Сме повикани сега и во вечноста да ја познаеме Неговата слава. Имаме славна иднина, браќи и сестри. Не очекува масивна, грандиозна иднина, не очекува слава. Сме повикани за слава. И таа иднина е апсолутно сигурна. И никој и ништо не може да ја промени. Никој и ништо не може да ја промени. Има еден непознат автор, пишал отворен цитат: "Надевај се во Бог, кога го читаш Неговиот збор, кога присуствуваш на Неговите уредби, кога се соочуваш со твоите непријатели, кога ја шириш Неговата вистина, кога Тој го крие Неговото лице, кога твоите удобности венеат, кога плодовите умираат, кога пријателите те напуштаат, кога непријателите те клеветат, надевај се на Бог, кога здравието опаѓа, кога се приближува сиромаштијата, кога се собираат бури, кога сатаната напаѓа, кога смртта те зјапа во лице. Надевај се и не се вознемирувај. Нека биде надежта, шлемот што ја чува твојата глава, сидрото што го стабилизира твојот брод и пријателот што ја крева главата кога те преплувуваат поплави." Затворен цитат. Да познаеме надежта од Неговиот повик. Тоа е молитвата, да познаеме надежта, да видиме каква сигурност, каква стабилност, каква увереност имаме и што не чека. Не чека масивна слава. После стихот вика, ова е вториот благослов, вториот елемент, какво е богатството на славата на Неговото наследство. Значи, целиот стих е да ги просветли очите на вашите срца, за да знаете каква е надежта на Неговиот повик, какво е богатството на славата на Неговото наследство во светиите. Значи, сега имаме богатство на слава на Неговото наследство. И ова е наследство што Бог ни го дава, е Негово, и Он ни го дава, и тоа го гледаме, например, од Колосјаните 1:12. Павле викам, благодариме на Бог, кој не оспособи за учество во наследството на светиите во светлината. После во Колосјаните 3:23 и 24 вика, што и да правите, правите го од душата за Господа, а не за луѓе, знаејќи дека од Господа ќе ја примите наградата на наследството. И истото го гледаме и во Евреите 9:15. Секако и ние сме Божје наследство, кој Бог посебно и уникатно го поседува, ние сме Неговите синови и ќерки. Тоа го видовме нели од 14 стих, ние сме Божјиот посет. Но овде од контекст гледаме дека наследството е благослов кој Бог нас ке ни го даде, е Негово и Тој го дава. Како што Бог ни дал вера, ни дал љубов, ни дал мудрост, ни дал откровение, ни дал еден куп благослови, така и овде ни дава надеж и наследство.
И сега за содржината или опсегот на наследството веќе зборевме у 5 стих, нема да го повторувам. Истото, од првата глава, кажавме дека наследството е целата креација, се видливо и невидливо, се е создадено за да биде дадено, Бог нема ништо да зачува за себе си, се ќе даде на неговите деца. Во Христос Бог ќе ни ги даде новата земја и новите неба, каде што има праведност и светост. Понатаму наследството вклучува откуп на нашите тела или нашето воскресение. Ке има целосна елиминација на гревот, на распадливоста и на смртта од телото. И нашите тела ќе бидат трансформирани во неговото или како неговото славно тело, Христовото тело. Тоа тело кое сега овенува, ослабува, се збрчкува, се разболува, се распаѓа и умира, и еден ден ќе стане пепел и прашина. Тоа тело, истото тело Бог ќе го воскресне, физички, и тоа што е слабо, венато и болно, ќе го трансформира и ќе направи раскош, убавина и богатство. И ќе направи славно тело кое никогаш нема да умре. Ќе биде погодно на рајот. Ќе нема веќе болка, ќе нема веќе тежина, ќе нема веќе болест, ќе нема веќе смрт. Во овој свет смртта може да дојде у било кој момент, да не изненади. Но во тој свет ќе нема веќе смрт. Во тоа тело ќе нема веќе смрт. Има само вечност, само слава, само раскош. Понатаму наследството вклучува трансформација на целото човештво. Од свет на омраза, злоба и непријателство и завист во свет на целосна љубов. Наследството е рајот кој е свет на љубов. Во 1 Петрово, 1 глава, 3 до 4 стих, го прочитавме стихот, Петар овде го опишува наследството како неизвалкано, како наследство кое нема грев. Овој свет, овој космос е без грев, е преполн со светост. Пасторот Вилијам Николсон кажал, отворен цитат, сите жители на рајот, сите негови активности, сите негови уживања се свети. Таму нема грев да контаминира, нема сатана да искушува, нема зли комуникации да расипуват. Затворен цитат. Во овој свет што доаѓа, ќе нема омраза, ќе нема завист, ќе нема антагонизам, ќе нема насилство, ќе нема војни. Туку ќе има љубов и само љубов, и само љубов, и само љубов за секогаш. Джонатан Едвардс во Рај, свет на љубовта, за љубовта на христијаните во рајот вика, отворен цитат, нивната љубов ќе биде без остатоци од спротивен принцип, немајки гордост и себичност да ја прекине или да ја попречи незиното движење. Нивните срца ќе бидат полни со љубов. Она што беше во срцето на земјата како зрно синап, ќе биде како големо дрво на небото. Душата која на овој свет имаше само мала искра на божествена љубов во неа, на небото ќе биде претворена во светол и жежок пламен, како сонцето, во неговата целосна светлина во која нема дамка во неа. Затворен цитат. Каков свет ќе биде ова? Какво човештво? Неописливо. Космос, полн и преполн, кој прелева со љубов, со добрина, со нежност, со светост, со милосрдие, со радост. Каков универзум ќе биде ова? Кој секоја мисла, секој збор, секое движење, секоја активност, секое дело е љубов. И ништо освен љубов. И ултимативно, богатството на славата на неговото наследство во светиите е Божјата слава.
Ова е наследство на неговата слава. Ќе ја наследиме неговата слава. Ултимативно, неговата слава е Бог. Ќе го наследиме славниот Бог, ќе го добиеме најдоброто, најубавото, најславното. Во наследството Бог се дава себе си. Тој е нашиот младоженец, а ние сме неговата невеста и ќе бидеме за секогаш со него. Ќе бидеме за секогаш во неговите преградки. Ќе бидеме за секогаш со нашата најголема желба, најголема љубов, најголемо достигнување, со нашата слава. И сега да сумираме. Значи, од овој стих видовме дека Павле се моли очите на овие верници, на нивното срце, на нивната душа, да бидат просветлени, Светиот Дух да дојде и да ги илуминира овие срца, овие очи, за да тие преку овие очи видат каква надеж имаат од неговиот повик и какво масивно и славно наследство ги чека. И дека оваа надеж на неговиот повик ни дава вечна, стабилна сигурност и уверување дека сме спасени, дека Бог ќе не однесе во рајот, и ја темелиме нашата надеж врз основа на Бог, кој е непроменлив, на неговиот збор, кој е непроменлив, на неговото дело, кое тој ќе го заврши, и на неговиот план, кој тој ќе го исполни. Бог нема никогаш да не остави, никогаш нема да не напушти, ќе биде верен до крај. И Павле се моли тие да видат какво масивно, енормно, гигантско наследство не чека. Каква слава не чека. Не чекаат новата неба, новата земја, не чека трансформација на нашето тело од распадливост во славно и вечно, трансформација на целото човештво во свет на љубов и наследувањето на Бог. И ултимативно надежта е сигурно очекување на неговата слава и наследството е добивање на неговата слава или наследување на неговата слава. Значи имаме надеж која го очекува Бог и имаме наследство преку кое ќе го наследиме Бог. Значи се може да се сумира во Бог и во неговата слава. Сега да преминеме на примена. Што може да примениме од овој стих? Убаво е да се прашаме каде ја ставаме ние нашата надеж. Врз основа на што се темели нашата надеж? Од каде ја црпиме нашата надеж? Која е храната која ја храниме нашата надеж? Дали ја црпиме нашата надеж, нашата сигурност, нашата стабилност, нашата цврстина во христијанскиот живот? Од каде ја црпиме? Што дава стабилност и сигурност во нашиот живот? Дали в себе си, своите способности, или друго место, други луѓе, земни субјекти? Или дали твојата надеж се темели врз вечниот Бог, кој е непроменлив? Дали твојата надеж се темели врз Божиот збор, кој е непроменлив? Дали твојата надеж е цврста како карпа, непомеслива како планина, и ниту една бура, ниту еден ураган, ниту едно цунами не може да ја помести? Или твојата надеж е како сув лист, кој било кое ветре го носи, го разборичкува и те фрла од колосек? Бог да ни отвори очите, да знаеме
каква надеж и која е надежта на неговиот повик. И не чека славно наследство, браќа и сестри. Не чека славно наследство. Не чека слава. Не чека нова неба, нова земја, ново тело, ново човештво. Не чека Бог. И од каде доаѓа твоето задоволство, кое ќе се прашаш? Која е мојата врвна и најголема радост, најголема сласт? Од каде доаѓа моето најголемо задоволство? Дали доаѓаат од земни работи, од земни куќи, земни плацеви, земни наследства? Дали моето задоволство доаѓа од ова тело, кое ќе се распадне, кое ќе се разболи, кое ќе стане пепел и прашина еден ден? Дали мојата врвна и најголема среќа и задоволство доаѓа од овој свет, кој поминува, кој е темен, кој е злобен, кој е полн со завист, со себичност, со навреда, со болка? Од каде доаѓа твоето задоволство, твојата сласт? Од каде доаѓа мојата? Дали нашето задоволство доаѓа од фактот дека не чека енормно, славно и неописливо наследство? Не чека нова неба, нова земја, ново тело, трансформација на целото општество. Не чека Бог. Ќе го наследиме Бог и неговата слава. Дали од таму доаѓа нашето задоволство, нашата среќа, нашата сласт? Или не? Или тие се така некои магливи теми, далеку, туги? Или се живи, реални, мокни, дули пореални од овој свет? Не чека славно наследство, браќа и сестри. Не чека слава. И таму, у тој свет, ќе нема болка, ќе нема тага, ќе нема солзи, ќе нема мизерија, ќе нема смрт. Ќе нема грев. Сите овие работи веќе ќе ги нема. Ќе бидат поминати. Таму ќе бидеме со Бог за секогаш во неговите преградки и тој никогаш нема да не пушти. Каде е твојот ум, христијанино? Дали е горе или е доле? Дали е во рајот или е овде на земјата? Или е во калта? Или е во тињата? Павле вика у Колосјаните 3:1 и 2: барајте го она што е горе, каде што е Христос, кој седи одесно на Бога. Мислете за горното, а не за земното. Нашето најголемо задоволство треба да дојде од овие масивни благослови што Бог ни ги дал и ќе ни ги даде. И само така ќе можеме да го живееме адекватно овој земен живот. Кога нашиот ум е горе, тогаш ќе може адекватно и правилно да го живееме. Ако нашиот ум е доле, во тињата и калта, нема да бидеме успешни. Нашето задоволство да дојде од рајот и од благословите што Бог ни ги ветил. Да се помолиме. Господе, фала Ти, Боже, за Твојот збор. Фала Ти, Боже, што толку прекрасни работи ни си ни дал, што и може да имаме сигурност за нашето спасение, што може да сме сигурни дека кога ќе умреме, ќе бидеме со Тебе, ќе одиме во рајот. Дека Христос тоа што го направи е доволно. Ние треба да направиме нешто плюс. Фала Ти, Боже, за таа слобода што си ни ја дал да не бидеме обременети со вина, со
ритуали, со празни човечки традиции, туку си не ослободил од тоа и си не довел во слободата на Христос, во Неговото царство, во Неговата светлина, во Неговата слава. И фала Ти Боже што може да имаме таква стабилна надеж која доаѓа од Твојот повик. Дека може да сме сигурни за нашето спасение и дека не чека неверојатна реалност, неописливи богатства. Фала Ти Боже што не заслужуваме воопшто ништо. Кај си ни опростил од нашиот грев, кај си ни не сочувал, си не заштитил, си ни не тргнал од Твојот бес, Твојата лутина за гревот, од тоа што сме го прокоцкале и сме ја оставиле нашата душа на празни работи, а не на Тебе. Си не спасил од тамо и не само што си не спасил, туку си ни дал и ќе ни дадеш толку големи, толку масивни благослови што не може да замислиме. Фала Ти, Господе, на Твојата љубов и дарежливост. Дај ни, Боже, радост, дај ни восклик, кога ќе ги гледаме овие работи, да се радуваме и да Те славиме. Да нема ништо во овој свет кој ќе не сопне. Помогни ни, Боже, отвори ги нашите очи, да Те видиме Тебе и Твојата слава.